Почитувани учесници на форумот, почитуван министер за економија Бектеши, почитувана Кейт Мари Бърнс, амбасадор на Соединетите Американски држави, почитуван Дейвид Гир, амбасадор на Европската унија во нашата земја, почитувана амбасадорке Холштайн, почитуван заменик амбасадор на Германската амбасада, амбасадоре Дукс, почитуван Јанес Копач, директор на секретаријатот на енергетската заедница, почитуван Илир Бејта, заменик министер за инфраструктура и енергија на Албанија, почитуван Зоран Лакичевиќ, државен секретар во Министерството за рударство и енергетика, Република Србија, почитуван Агим Селами, директор на ЗИП институтот, почитувани представници на енергетските компании, приватни и во државна собственост, почитувани представници на медиумите. Ми представува чест и задоволство да го отворам Македонскиот енергетски форум 2021, кој од иницијатива за заекнување на диалогот меѓу Северна Македонија и Соединетите Американски држави за теми поврзани со енергетиката, денес прерасна во значаен собир на креаторите на политиките, лидерите на енергетските компании, професионалци и еминентни личности од областа и докажани експерти. Верувам дека и од годинешниот форум ќе произлезат заклучоци кои ќе дадат придонес за зголемување на инвестициите во енергетиката. Токму еден од приоритетните сектори на кои се фокусира владата се вложувањата во енергетскиот сектор. Нашите заложби се насочени кон зголемување на интересите на инвеститорите во енергетиката со понуда на алтернативни решенија во поглед на геостратешките енергетски позиции. Дополнително, посветено работиме на преминувањето кон извори на чиста енергија преку примената на еколошките извори на енергија, вода, сонце и ветар, се со цел постепено намалување на употребата на јагленот како извор на енергија. Токму заради ова, донесовме нова легислатива, усогласена со ЕУ директивите, нов начин на поддршка на инвестициите во фотонапонски централи и ветерници, кој веднаш беше препознаен од страна на домашните и странските инвеститори, кои веќе ги завршуваат своите фотонапонски електрани, добиени од првите транспарентни и конкурентни постапки за доделување на премиуми. Ние сме земја на сонцето. Тоа сите го знаеме. За жал во минатото не било искористено соодветно, меѓутоа сега во последните 3-4 години во фаза надградба се веќе 60 мегавати на фотонапонски електрани по пат на премиум тарифи и 100 мегавати во Осломеј по пат на јавно-приватно партнерство, кој ќе го заменат РЕК Осломеј. Првата фотонапонска електрана на ЕСМ во Осломеј од 10 мегавати до крај на октомври годинава ќе биде готова. Значи станува збор за вкупно 170 мегавати електрани на сонце или 10 пати повеќе од 17 мегавати изградени во претходните 11 години. Донесовме закон за стратешки инвестиции за големите инвеститори да ја препознаат заложбата на владата и да бидат похрабри во донесувањето на одлуките за инвестирање во Република Северна Македонија. Веќе неколку сериозни инвеститори доставија официјални проекти за стратешки инвестиции. Ке ги спомнам VPD од Германија за изградба на 415 мегавати ветерна електрана, EFATA Груп за изградба на 80 мегавати фотонапонска електрана, неколку сериозни инвеститори искажаа интерес за инвестирање во големи енергетски инфраструктурни објекти, како што се Митилинеос од Грција, кој што ги поздравуваме денеска се овде, Акуо Енерджи од Франција, проекти вредни стотици милиони евра. До сега, во севкупните намери за инвестиции и отпочнати почетоци на разговори, имаме покриено со околу 1500 мегавати фотонапонски централи, за кои што интензивно се разговара, за дел од нив е готова и документацијата, и повеќе од 550 мегавати ветерници во државата. Се надеваме дека голем дел од тоа ќе биде успешно реализиран. Ова за нас е показател дека добро сме ги сработиле пред се правните реформи, сме ја донеле потребната легислатива и сме создале услови за инвестирање.
Тоа е суштината на постоењето на владите и администрацијата, да создадат фер услови за сите. Од имињата што ги спомнав може да се види дека станува збор за сериозни европски компании, што уште повеќе потврдува дека се е транспарентно и конкурентно во согласност со европските правила. Ако на ова ги споменам и Гени од Словенија, Фортис од Турција и Solar Pro од Бугарија, кои веќе ги градат своите електрани, јасно е дека сме го избрале вистинскиот пат. Со изградбата на 2 по 50 мегавати електрани во Осломеј на приватни инвеститори, како и на 2 по 10 мегавати собствена инвестиција на ЕСМ, ја правиме првата енергетска транзиција на електрана на јаглен со фотонапонска електрана. Ова е пример и за останатите земји во регионот на Западен Балкан и на Југоисточна Европа. Со помош на Европската делегација во Скопје се работи на диагноза за праведна транзиција, Just Transition, на јагледните региони во Северна Македонија, која треба да биде од економски и социјален тип, која ќе ни ги даде патоказот како успешно да ја направиме енергетската транзиција, бидејќи таа нема да биде успешна ако не биде праведна. Во таа задача очекуваме огромна помош од Европската комисија, како и од енергетската заедница, преку нивните финансиски програми за поддршка на инфраструктурни проекти. Денес, тука со нас се и нивните представници, и сакам лично да им ја пренесам мојата порака дека ќе го следиме патот на исполнување на зелениот договор на Европската Унија. Очекуваме ваша поддршка за заеднички да ја исполниме зацртаната цел. Почитувани, хидроелектраната Чебрен е исто така еден од најзначајните проекти кој е клучен за успешната енергетска транзиција и за реализација на најавените инвестиции во обновливи извори на енергија, фотонапонски и ветерни електрани. Чебрен треба да ја даде потребната сигурност на електроенергетскиот систем на Северна Македонија, но и пошироко на регионот. Започна втората фаза, во која имаме 9 сериозни европски и светски компании. Се надевам дека до почетокот на наредната година ќе го потпишеме договорот со најуспешниот понудувач и конечно после серија неуспешни тендери овој проект ќе ја доживее светлината на денот. Само овој огромен енергетски проект вреди околу 700 милиони евра и овој пат е осигурана неговата успешност. Овде ќе ги додадам и проектите на кои работиме. ТЕЦ Неготино, Waste to Energy во Неготино и многу други локации за фотонапонски централи и за ветерници во нашата земја. Како што реков, во вкупен обем од повеќе од 1500 мегавати фотонапонски централи и повеќе од 550 мегавати ветерници. Во услови на здравствено-економска криза, предизвикана од COVID-19, покрај справување со ефектите од пандемијата, владата и економските ресори прават максимални заложби и ја следат состојбата во што најмногу се вложува во светот. Токму енергетиката и енергетската ефикасност, заедно со дигитализацијата и сите други високи современи технологии се едината на развојот. Од голема важност е и интерконекторот помеѓу Северна Македонија и Грција, како клучен енергетски инфраструктурен проект со кој се обезбедува повисока конкурентност во снабдувањето со природен газ. Интерконекторот за природен газ меѓу двете земји, како и надградбата на постојниот нафтовод, може да не направи Северна Македонија дистрибутивен центар за високо квалитетни горива на Западен Балкан. Дополнително, во чекор со нашите заложби и осогласување на регулативата со Европската Унија, го донесовме и новиот закон за енергетска ефикасност, кој овозможува реализација на потребните инвестиции и мерки во областа на енергетската ефикасност, следејќи ги позитивните примери од земјите на Европската Унија и регионот, каде енергетската ефикасност донесува корист на повеќе нивоа, како за граѓаните, така и за економијата воопшто. Сакам да напоменам дека пред нас се бројни предизвици, национални и регионални, кога станува збор за приклучувањето кон глобалната енергетска транзиција, новите технологии во обновливите извори, енергетската ефикасност, гасификација, но тоа се неизбежни инвестициски проекти кои носат секако бенефит
на дол крок. Примената на обновливите извори на енергија и енергетската ефикасност се дел од рамките за реализација и на зелениот договор на Европската унија, кој има јасна цел – климатски неутрална и поотпорна Европа до 2050 година. И нашата земја го поддржува Европскиот зелен договор за одржлива економија преку претварање на климатските и еколошките предизвици во можности и потенцијали и правење на транзиција праведна и инклузивна за сите. Ви благодарам на сите на вниманието и посакувам плодна дискусија на овој наш енергетски форум.